Преспа е пуста. Во зачмаените села останало претежно постаро население, а туризмот замира. Дека регионот може да заживее како некогаш пред повеќе од половина век, а младите да се вратат дома. Денеска искра надеж разбуди почетокот на изградбата на граничниот премин Маркова нога кон соседна Грција. Понапред било пред 60 година, со точаци одеа таму, пешки отидоа до Раби, ке го се вика тоа првото село што е. И беше многу убаво, тие доаѓа. Првите години ќе има интерес и од наша страна и од нивна страна да дојдат да видат. А иначе истите села како што се тука 4-5 и тамо се истите старци, нема ништо и тамо кокајна се, стара популација. Овој граничен премин беше затворен во 60-тите години на минатиот век, пошто запре комуникацијата меѓу населението од двете страни на границата. Најблиските села Долно Дупени во Македонија и Герман во Грција меѓусебно се оддалечени само 2 километри. Сега, за да се стигне од едното во другото, потребно е да се минат 140 километри во еден правец преку граничниот премин Меджитлија кај Битола. Македонија во неколку наврати бараше од Грција повторно отворање на Маркова нога, а идејата се реафирмираше во 2018-тата по потпишувањето на Преспанскиот договор со цел да се поттикне туристичката и трговската размена. Проектот за изградба комплетна инфраструктура чини 14 милиони евра, средства обезбедени од европските фондови, а се очекува да биде готов за 2 години. Визијата за Преспа е она што го сакаат жителите од трите страни на границата. Тие сакаат визија која ќе биде фокусирана на размената на искуства, економскиот развој, повеќе можности и зачувување на Преспанското езеро, кое е европско наследство. На поставувањето на камен темелникот присуствуваа министри, функционери, градоначалници, а премиерот Христијан Мицкоски запрашан дали неговото присуство на проект кој произлегува од Преспанскиот договор значи дека го променил мислењето за овој документ, рече дека и денес го има истиот став, но на реалноста треба да и се погледне во очи.